No lyrics here, just beats the vibe. A squeaky duck and a cow collide. Boing boing goes the truckling sound. Bass drops hit them, flip it around. Hops and honks and a cat meows twice. A robot voice says, oh that's nice. Wop 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 like a washing machine. This track's the weirdest thing you've seen. Laser stops and a fart for flair. A monkey scream. И добре дојдовте повторно на каналот кај BetTeacher Crypto и се надевам дека останавте на пазарот после вчерашните огромен број на ликвидации кои што преизвикаа, верувам, голем број на луѓе да загубат пари. Но сето ова беше предвидено во едно од моите видеа кои што ќе можете да ги погледнете Кога сега. ќе дојдеме тука до ова во можеби ќе имаме bearish sentiment и од тука подоцна можеби да се вратиме нагоре со еден V-shape и огромно движење и брзо, каде што И доколку погледнеме сега таа зона тука на овој нормален чарт што го имаме од capital.com не достигна, бидејќи веројатно немало многу позиции поставени на capital.com, но доколку го погледнеме Binance, погледнете. Цената заврши од 101 до 102.000 тука и погледнете само оваа зона Fibonacci 161,80 ја допре таа зона и се придвижи нагоре. Доколку погледнеме малку тоа одблизу, погледнете оваа шема и погледнете оваа шема, што се случува, имаме Далај Лама патерн кој што верувам дека моментално се остварува и би сакал да видам едно придвижување нагоре, бидејќи имавме огромен број на позиции. Во меѓувреме имавме огромен број на позиции тука кои што очекувавме да бидат ликвидирани, но не го добивме тоа во овој обид, бидејќи маркет мейкерите имаат друг план, а тоа е да ги ликвидираат прво овие горните позиции, а потоа се придвижат надоле, да го исчистат овој пазарот, голем број на леверидж и да продолжи веројатно пазарот нагоре. И доколку го гледате видеото, односно лајвот кај гемиџијата, затоа имав огромен bearish sentiment во тоа време, бидејќи очекував вакво нешто, но не очекував толку брзо да се случи. Иако имаше некои коментари дека тоа е лудост, но погледнете, ова е она што го баравме за ресетирање на тој сентимент и веројатно за започнување на петиот бран тука. Само што тоа јас го очекував, можеби да се раздолжи и цената полека да паѓа, но го добивме многу брзо и експлозивно. Тоа е линк, доколку погледнеме Injective, ево, Extended Fifth Wave од Елиот теоријата, каде што подоцна би имале можеби акумулација и продолжување нагоре. Рендер исто така, рендер не се помести толку многу. Доколку се вратиме на биткоин, сега што можеме да очекуваме? И во претходното видео кажав дека доколку неделна свеќа не затвориме над претходниот all-time high, нема што да бараме нагоре. Едноставно и тоа се случи, доколку погледаме. Немаме затварање на цената над претходниот all-time high и добивме огромен пат за биткоин и ликвидирање на позициите, токму поради леверидж позициите. Бидејќи имаше премногу леверидж, имаме bearish sentiment и се откажуваат тогаш луѓето, но доколку погледнеме на чартот за биткоин во историјата, што се случувало, погледнете го овој пат. Огромен пат од 30%, што е и вообичаено за биткоин, а тука имавме само ќе видиме колку проценти, од прилика околу 15%. И доколку земеме еден чарт на некој кој што се подолго на пазарот, ајде нека биде тоа XRP, ќе го земеме тука, погледнете што се случило пред цената да продолжи нагоре во својата насока,
оному каде што треба се движи, погледнете го овој пат. Чисто за споредба, погледнете. Ликвидирање на позиции тука и продолжување подоцна нагоре. Колку бил овој пат, сега ќе измериме од врвот до дното. Погледнете, 77%. Огромен пат и каде што инвеститорите се исплашени, а тука голем број на луѓе купија, а се надам дека и вчера купија, бидејќи верувам дека оваа шанса беше една од ретките шанси кои што ќе се појави на пазарот и токму ваквите прилики треба да се користат на пазарот доколку сакате да изградите одредено портфолио. И сега доколку се вратиме на биткоин, да видиме до каде сме со циклусите. Погледнете. Имавме можеби мало пробиване ова DCK low и ова е токму она fake out failed cycle што го зборувавме, тоа што биткоин обожава да го прави тоа. Нешто што би можеле да го очекуваме во следниот период, тоа може да биде вакво движење тука, може би повторен мал пат тука, за да се растури повторно тој сентимент и да се продолжи нагоре. Бидејќи погледнете го овој тренал, ги ликвидиравме овој позиции и што ни останало друго е да формираме DCK low и да се придвижиме нагоре. Барем сега за сега немаме знаци за огромен bear market или слично од аспект на овие циклуси кои што ги следиме на овој канал. Така да верувам дека цената можеби сега малку ќе стагнира, ќе се олабави, голем број на луѓе што ќе излезат од овој пазар, кои што не се за овој пазар и веројатно ќе продолжиме повторно нагоре, доколку не ќе останеме да видиме што ќе се случува за неколку дена, бидејќи тоа ќе ни покаже каде оваа цена би можела да заврши во следниот период и дали ќе имаме продолжен циклус. А вие секако претплатете се на мојот канал. Толку од мене за денеска, се гледам во следното видео. Поздрави, чао, чао! Crypto crazy, it's a digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. Who knew my money could just vanish too? Mining dreams with a pickaxe app. Electric bill gave my